Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Георгиевски. Еве не тишина во студио, ојме да најавиме, ќе биде весело, бога ми ќе останеме да докажаме и тоа си знаеме, така да му рековме на Таско бори се за збор, затоа што мина е во емисија, а во секој случај и ние секогаш сакаме и љубиме да додадеме нешто плюс. Добре ни дојдовте во нова работна недела, топло е, да, верувам климатизирани, останете ни така, опуштете се добро, следе уште едно издание на Никој како 152. Постаревме. Лела готова. Значи ги откривме гостите, односно ги видовте. Така, се само откривте. Така, значи Таско ќе има проблем да дојде до зборот Нина Јанева. Не. Нема ама ние те викнавме, знаеш. За да збориш? Башка следно викање како се договоривме. Кога водителкава ќе биде на одмор. Така е. Ќе ја менјам без проблем. Ко водител, така е. Имаме што да си кажеме и убаво е што денеска ќе се дружиме, нели, во пеколно јунско попладне, може да се има клима добро. Нас ни е добро, верувам и на гледачите. Така е, Таско има се фали со два нови спот, по два одеднаш, Ја го пратам трендот, има се може се. Сите почнаа да валат така музика, наеднаш мислам и така природно некако ми двете песни ги направив одеднаш и одеднаш ги снимив и спотовите у еден ден и викам кога веќе ги правам сите ствари наеднаш зашто и да не ги извадам и двете песни наеднаш у еден ден. И беа разлика у издавање 5 минути. 5 минути имаше разлика од еден до друг спот, толку беше разлика. Ние го снимивме албумот на Foreplay за 7 дена. 10 може би со сапратачи со се све. Ама имавме по 17. Бил си збори човекот, ништо не може. Да, и... Continue, please. И баш, мислам... Јајде, ќе пуштете едно од двете, пошто ќе отиде мисија на два спота. Пошто трендот на вадење музика некако така налага, мислам така налага. Се извади многу музика во последниот период, што македонско, што од околните наши соседи и сите вадат на тој принцип музика. Например, еве ќе земам и Сладкар за пример дека извади цел албум каде што например 7 песни дел од албумот, он планира нели втор дел да вади од истиот. Дел од албумот од 7 песни му се со 7 спота, ме разбираш, и сите ги извади во исти ден. И така некако тој тренд на спотови вадење музика се... Значи, виши, народов е научен, односно публиката е научена и очекува еден пакет одма, па после ќе си одбереш што му е добро. Светски проекти такви, мислам дека Лемонейд на Бионс беше одеднаш изнезан цел, Лемонейд претходниот и овој вториот. Србите например вадат константно така музика и знаеш како тоа е шок value да речам на некој начин или тоа што ти добиваш све наеднаш, можеш ти да си одлучиш што ти се свиѓа и што би слушал понатаму. А нема да речеме некој обратен ефект во смисла да ми отиде една песна да ја засени другава. Да не помина. Мислам дека не, затоа што така сите наоѓаат барем 5 ствари од 10, што се љубими. И ќе го вртиш албумот и можеби ќе ги заслужиш и другите што не се сите песни на албумот менете да бидат меин песни. Според аналитика, например, јас приметувам според аналитика, сега јас извадив 2 песни, например, некој што ќе извади повеќе, може поубаво да го примети. Режија да чуеме нешто. Генерално јас приметувам дека според аналитиката што имам на YouTube, една од друга немаат многу голема разлика, како 1000 прегледи е разликата една од друга песна. Значи паралелно се слушаат двете. На еден, значи едната песна малце повеќе им се свиѓа, меѓутоа паралелно се слушаат двете. Така да мислам дека окей моменти и баш се спојува приказната од еден од друг спот. Ја така ги направи спотовите, од едниот спот да се спои во другиот спот приказната и мислам дека интересно ова е првиот дел приказната или? Ова е Лоло, да. Лоло.
А и двете се кратки, не? Да, 2 минути 40, 2:30 така се. И името им е кратко, со по 4 буквички. Да, со по 4 букви се двете и двете се некој летен фазон. Не знам, ова е журка момент каде што се случува целата забава, да речеме го спотот што е смислена како забава и песната е баш за тоа, а другата песна е Мила каде што е Со Невевчево од журкава. со девојчето од журката кај што се запознаме, да, Невевчево. утре дента поминуваме еден убав интересен ден. Значи, можете да замислите следните продолженија, што би било, така? Не, сакам да ја прашам све. Горана, сакам да те прашам дома дали невестота ви каже не кога се земате, пиши ми молим те, може не можам. Некултурно е да ти пишем се на месенџер. Јас секаде го кажувам фотографија. Дали да ви каже мушти невевче ме земате и колку време. Па додека беше Невевче, сега порастава невеста. Приљуби се до невестата, како фотографот, како ви ги приљуби се до невестата? Приљуби се? Демек Ај невесто, пошто знае дека вака. Да, дека Ми се реакцијата на невесто. Невевче. Речај невесто и А ова демек помала, демек Невевче. Чека сега да кажа. Чекај другово со Невевчево сега спотов. Невевчева, ева го Мила. Да, еве. видат со А она се Невевчева. вика уствари Мила? Главобол, не, А, друг ќе се вика Мила. Ша си е за спотот сега. Мила е уствари во целата песна, не е Мила како име, туку како Мила како Мила, личност. како лична. Демек Миличка е Окей, Невевчева. окей, да. И да, генерално гледав да го задржам тој некој летен елемент у песните каде што ќе преовладуваат таква енергија и такви вибрации во самите песни. Весели, среќни, да речем на некој начин кјут. Да, одиш. Дај малце позитив. Така е. Дај малце позитив. Ја И заборавме мислам дека музиката го зашо е. успеав во тој момент и луѓето се презадоволни. 90% од коментарите, 99 да не кажам, се позитивни. Им се допаѓаат песни, гледам луѓе дека си се снимаат, како шетаат, како баш буквално вајбаат на двете песни, имаат убава енергија, убаво се чувствуваат, така да. Кога сме коментарите, што преш со ние негативните коментари? Ја прашаме за Многу се замарав порано. Да, се замараш? Да, и некој кој ќе ми каже дека не го допира, лаже, значи као не ги читам ја, нема везе, гајла. сите ги читаат коментарите и сите гледаат што зборуваат, затоа што на пример си во работа која што Е се јавна. базира врз тоа што слушаат, што сакаат луѓето да слушаат Што од ќе тебе. кажат луѓето? Значи една е да работата ти да правиш музика од срце и од душа, друга е да правиш музика која што ќе се базира на конзумеризам и ти ќе, значи пред сети од тие луѓе взимаш пари и имаш настапи од тие луѓе на крај крајот, разбираш? И ги читаат луѓето коментарите, и јас ги читав едно време, се замарав, дури и идев до тој момент да им враќам. И враќав на коментари. Се И сватив, расправаш? да. И сватив дека поентата е што енергијата што треба да ја потрошиш за да се објасниш со некој на тој што те мрази, значи буквално исто ниво на енергија треба да потрошиш за да сакаш некој. Така. И да мразиш некој. Значи истото ниво Тенка исто. линијата. Да, истото внимание треба да го посветиш. Ако некој што сакаш треба да му докажеш колку го сакаш, но ми треба да му докажеш колку го мрзиш. И сватив дека најубаво е стварно да изигнорираш некој, тогаш не трошиш енергија, И туку си сега не ги овде. бришаш ништо, остануваат тие коментари, ама баш ми е гајла. Види, вие сте приметиле дека негативните коментари го креваат Да. алгоритмот на Дури прикажување. јас тоа приметувам дека луѓето намерно прават некои rage bait се вика тоа, како rage bait клипови со некои работи кои што стварно може да го поттикнат некој да се изнервира. Да. Поентата на клипот е сосема друга. Да, затоа што тие Плюс не ги ни коментари... догледуваат, многу често не ги догледуваат и ќе утнат, ќе се утна поентата скроз на крај. Негативните коментари, тоа хейтање и Добра, што правиш со тоа? Јој говор на омраза во последниве Многу го 5-6-7 години е ужасно. Да. Зборам, Види- правам споредба и со пред да излезат социјалните медии и на почетокот кога излегува, како се користеа? Да, и сега. Сега. Мене ме интересира дали сте ги анализирале зошто е тоа така. Зошто се такви Јас коментари? имам Зошто незадоволство? Сум Најчесто имала ги неколку проектираат напади своите за несигурности. статуси на Фейсбук сум имала неколку напади, јас лично. За собствени мислења, прво едното беше скроз извадено од контекстот, за сириците нема да се враќам назад, сум тотална будалаштина непотребна. Фактички јас си го дичав и бранев мојот народ. Не нападнав никого, него тотално беше друга поентата. Тоа едно време се повлеков од пишување на јавни мненија, затоа што видов дека секој и се што може да се дрзне, да ти каже, да ти пише, ти како треба. Тоа за враќањето не правам муавет,
Тоа е, дали си љути, сакаш да му вратиш, да му се... Да. Да му го распеш денеса. Да. Не ми текнува други Да. зборови. А се разбираме, само да не ти излета. Најчесто луѓето си ги, мислам дека си ги проектираат своите несигурности во форма на еден коментар каде што ќе биде насочен на тебе, као ти да си ги провериш тие ствари. Јас првично во животот никогаш не сум бил, сакам да кажам дека не сум бил мета на луѓе кои што да речам ќе ме исмеваат или ќе ме закачаат или ќе бидам мета на булинг, да речам на некој начин, ме разбираш? А сум ги бранел тие луѓе секогаш и секогаш сум застанувал позади нив и сум имало на да застанам позади послабиот секој пат. И најчесто тие луѓе кога ќе осетат некој да речам малце некој потик од позади, тие најчесто се дрзнуваат да те нападнат тебе. Јас најчесто сум добивал така напади, негативни коментари од луѓе кои сум застанал позади нив. Многу често. Ти свртеле грб на крај. Да. Не ми свртеле грб, туку се пробале сега да бидат многу попаметни од мене во некоја ситуација. Мислам, ја не сум најпаметниот човек во ситуацијата, нема ни да бидам никогаш, меѓутоа сум го осетил тоа на своја коџа и сум сватил дека на крајот од денот коментарот што тој кој да го пише е негова верзија за мене креирана во неговата глава, а тоа не значи дека сум јас. Значи тоа е негова верзија за мене креирана во неговата глава, а тоа не сум јас. Значи тоа е негов Ја проблем, многу не е често мој. знам само да ги прашам, кажи ми што имаш ти направено во животот. Да. Let's just Google. И најчесто ништо. И најчесто толку. Да ја некојаш Не може така која сум јас сега да седнам да критикувам некој фудбалер како игра фудбал. Прво не се разбирам во фудбал. Да. Можам да гледам, да навивам, да си сакам екипата наша, меѓутоа која сум ја да ти објаснам тебе како треба да водиш, која Види, си... можда и добро, можда и ајде, Од ќе се дете на прифати телевизија. тоа и како да пееш и како да водам и како нели како? спортот да му Конструктивна изгледа, критика. но овде Конструктивна критика Ама е едно ние збориме за овде се бакост. преминува во хејање, збориме во за безобразно, во Дебела е, види ја каква е. во навреда, за да те навреди, Тачно, ме не, не, разбираш, не за да ти класичен хејт, укаже или да не своето мислење да го критика споделам. можам да прифатам од личност која што во мојата работа и мојата Ти значи. професија има Има некаков тежина. да, има некаков да речеме статус колку тебе или над ужива, тебе. Да. Не можам да прифатам критика од некој стојче што на пример сега ми се случи на една емисија каде што кажував дека сум го откажал алкохолот и како тоа и сега најдов на 90% од коментарите на Facebook го најдов тој момент беа овој ваков не знае да пие, вака така ме разбираш, сега влегува у ова дека Господе како Боже. место да биде тоа Не знае дочекано да со пие. браво, Браво, дечко, така, да ти е стварно си направил добар потек нешто. Беа коментарите као ти не знаеш да пиеш, ти не знаеш ова, ти како ова. И бев као тоа, Балкан, овој народ ќе живее вечно и тоа е тоа, нема што да се Вечно ќе објаснам со живее, нив. тачно. И крај. Тоа е тоа. Што и да направиш тука, Да нема конструктивна критика, тука има хејт. не се прашта, поготово успех не се простува. Поготово. Да, баш така. Ај се тоа што шушка, тргни го на страна. Да не им шушка. Морам да чекам. Малку ајде да ве врзам за околу настапите, ги имаш многу, можеби нема ништо ново, но има постојано настапи, а и ти најавуваш еден во петок, па сакам некако така, нели, ајде го врземе уште професионално малку муавет. Абе, знаеш, па. После ќе биде полуприватно. Па, Така сега. јас да откријам. Петок имам настап у Девар Малове. Добро. Сабот имам настап во Сабота, да, тој не ми е најавен, ама може да дојдат и таму луѓето ако сакат. Сабот имам во Бутел, Бутел општина слави 20 години постоење и таму имам настап. Мислам, саботата ќе биде забавен дел, петокот ќе биде да речеме поетно момент дел. Саботата забавен дел, настапам јас Пајак. Ти пред Саша Ковачевица или после? Ето гази баба. Тој гази баба. Гази, не можам да ме попатам више за општини, бе. Немаше Не баби сум и на свадба жабите кај во... другара кој ми интересира. Све да ти кажам. Не, сакам да прикадам Пеат нешто. мене, не да пеам ја, ги ми пеат мене на свадба. Недела си на свадба. Недела сум на свадба, да. Ете, супер. Фаќаш за Не микрофон на свадба? не пиам, не пиам. А, се фаќаш Пие за микрофон вода. на така на забави, кај што ти Да, е... да, да, да. Кај што сте блиски? Да, да, и било пееш? кај да сум. И шо пееш, А тој? твои песни? Моите песни ги пошто ги бараат, нели, генерално и свадби денеска се еден дел иде народно, па после
ручек на вечера, па после Да, и забавното свадбите не може да ги попатам, да. Што ново се. И забавниот дел знам да испеам. Ако, например, сакаат ме леженец од небеста, така што сум гостин да им А испеам. ако побараат во народниот дел? Не пеам така. Ако сакаат да сидат гостите слободно, нека бараат. Може мешајам кујаста. Да, не таму. Таму не. Много скупо тоа друже. Тие скупите, бе. Евра е таа една ствар, само видите се зло. Влез бесплатен, излез 500 денари. Да видиш како се врат пари. Бизнес план. Ти почињаш да пееш со бендот, се плаќа 100 денари или бесплатен влез. После тоа заклучуваме све, јас се качувам. 400. Да видиш. Ајде, Нина, ти. Малку пофали се со настапи си пеење. Константно терам ја веќе поише од 11-12 години со истата екипа, со истиот бенд. Некако пратиме некој фино темпо, каде што дури кога бев бремена не настапував само 2-3 месеца. До 8-9 некако идав, но сам учев да настапи. Па затоа детево е Пее. откачано. Раздремано. До 12 таман кога ќе си легнеш по 1 до 2 или си се вратил. И она почна. Трудна цела. Тогаш сега ја ќе ти објаснам. Она игра уро тогаш. Биолошкиот сад, сигурно мислила, сигурно што било биолошкиот сад. Сигурно што убавме, сега за тоа е и танчерка и сега. Не знам, се пронаоѓа во некои нови овакво. Води, тераме со свирка и вчера и завчера имавме настапи, ние сме обично петоци ангажирани тука во Девар Мало, во еден добро познато место, е сега да не идам дале. Генерално музиката е што и да работам друго. Во моментот ми е мене музиката втора професија пропратна. Мислам дека е нешто што се смееме пред некој ден со сопругот дома ми вика, абе се добре ти ќе пее, може нема до 60 пееш, ама може и до 60 ќе пеам, не се знае. Мислам на страна А зошто секогаш музиката сега ме повлече за друг муавет? Ти е пропратна, а имаш квалитет да ти биде на прво место и тоа да ти биде приоритет. И екзистенција во живот. Како пише, немам 17, беше малото? Не. Не е тоа? Нешто Добро, друго. што е? Па уште од дете. Што воспитана си дека мора негде вработена да бидеш, тоа е она уште од генерација. дете имав амбиција да имам богато CV, кога ќе пораснам. Имав Победивме фудбал. Победивме фудбал. Имав нека амбиција да се описмена. Да бидам писмена, на што повеќе полиња можам. Татко ми исто така, па ќе отпомнам, ако сме скарали не правим ова во моментот. Ме гледа. Ке се смирите после. Исто него изрече беше Кирко, не е само добро да пиеш или добро македонски да знаеш или добро математика, него да колку можеш, нели, се здобиеш со некаков степен на знаење во колку можеш повеќе полиња за него. Да си стручњак на секоја. И најверојатно заради мојот близначки карактер, и таква каква што сум, со фокус 2 секунди на едно, па на друго, па на трето, или нешто ако гледам дека нема фидбек, се шалтам на друго, не сум 6 месеца сега, не сум од тој карактер, ако нешто не иде, не иде. Така не ми интересира џабе. Знаат универзумот ти ставам камена, ако не ти него, ако ритнеш каменот, карпа ќе ти ставам после, па дрво ќе ти паднам и така натака. Гледав да се фокусирам на себе осознавање и себе созривање. Основно имаш едни грешки, еден развој во животот, средно имаш други грешки, друг развој во животот, факултет имаш сасвим други грешки и во однос со луѓе и во појма немам што и да се случувало, е се ова се веќе период потоа каде што можеш да си направиш еден НЗС за личност. Као личност и ти е убаво. Кога ќе видиш дека имам CV од 12 страни кој што нема врска со музика. Тоа ми е мене лично постигнување и достигнување што ми е мене навистина кеф. Да. И 12 страни не е онако се поживувам со 12 фонд, нормален фонд. Не 20 фонд. И многу често го праќам ускратено. У денешно време нема време. Само со не видам погрешно разорана. подвлечем ги најбитните работи. Кој има време 12 страни да ти чита? Не, кратам. Нино, отидат време. Ако чекај да видиме суштината на муаветот да се Кажа све. Суштинава ја Тоа ми кажа. беше битно и затоа музиката и генерално бе нас најверојатно што знам ја можеби сум крива делумно што не сум се завземала повеќе од тој правец. Имав друга амбиција, меѓутоа музиката е нешто што
што живе. Затоа што те исполнува, Живе, затоа што и добро го работиш тоа, и веќе го имаш бенд до 12 години, што е супер у денешно време да си фамилија, најдеш. браќа. Нели? Така да ти имаш И тешко е да обстанеш с истите луѓе да работиш. Нормално, затоа реков во денешно време. држава, да. Така да, затоа реков, се имаш за да ти биде тоа прво, нели? Да не можеш да бараш или да работиш на Сама друго. се менаџирам, сама се маркетирам, нема нешто. Таско ти? Тоа ми е работа и онака. За менаџирање. А со Најубаво. работа? Музикава ти е? Исто, да, мене примерно работа ми е музиката моментално и пред тоа ми била. Ми сам имаш еден период кај што работев со татко ми столарија, тоа ни е занет во нашата фамилија уназад 4 генерации се столари. Работев и со него. Парче леп за до крај на живот. Да, Тоа знаете, сакам моите да ми го Ми сам објаснат. и многу Кога убав стана за занаете образование. во столаријата, јас сум ја засакал уште како дете со дедо ми у работилница, тоа ми се првите зачетоци, нешто што памтам дека сум работил и сум правил. Каква пасија е тоа, ништо нешто Да, да многу е направиш. убаво, многу е убаво, само пак ќе кажам, музиката е да си јавна личност е фул тајм работа, иако некогаш е многу непрофитабилно, да речеме, на долг период, ама се исплати кога ќе дојде моментот за собирање на, да речеме, ќе има настапи, ќе се заредат све. Меѓутоа ти мора константно да инвестираш во себе и да се тргаш од многу работи, например, за да бидеш тоа што треба да бидеш. Например, сега знаеш како јас идев со татко ми по монтажи, идев се влечев, возев комбе, работиш и знаеш ке речат, еј, од каде бе овој пејачов сега тука ми носи немаш да си кујна, ме достапен разбираш? цело време, Да, така. не е некако вкусно да го гледаш. Мислам, не ми ни било срам, јас сум возел, ја дури направив. Не одговара. Не одговара, За баш. концепцијата од надвор не одговара. Ти како да. се сакаш едно, што тоа ти е твое, Тоа е исто фамилиарно. како ја не знам да го видам Еминем сега да работи или да расовара Delivery. кујна, ме разбираш, или Да, да, деливери. да. Не иде. Птица И да некако не е само музиката, праењето кој константно мора да бидеш на твојот тој карактер кој што го играш. Ти, например, Таско е карактер кој што јас многу успешно го играм. Тоа не значи дека Христијан е истиот човек. Христијан е, да речеме, семеен човек со деца, со жена, со фамилија, дома, све околу сите други. Меѓутоа, Таско е еден карактер кој што е, да речеме, во музичката кариера напред. И тој има одреден стил, одреден начин на мислење, да, и на однесување генерално. И тоа сакам да кажам. Бара фул тајм посветеност да си јавна личност и дури во моменти кога ништо не правиш, треба да правиш нешто. Така да јас, да, сам се менаџирам, сам правам, сам пишувам текстови, сам правам музика. Едино аранжман не правам сам, пошто сум неук музичар, туп сум, не знам што е разликата меѓу гемол и аду. Појма немам. Врска Не немам. ме гледај, јас не сум исто нотно не сум подкована, пошто средно медицинско и правен факултет нема врска. Забарка со е она. Јас сум зубрка. Јас сум електротехничар. Јас сум исто слухист, значи он си го прави тоа што А и супер Треба школа да имаш ти, ја не знам зашто забарка немаш оваква ординација. Не е забарка стоматолог. Знаеш како беше? Се сеќаваш на Џужа Балашевиќ кога вика како првите песни кога ги направил, кога ги напишал, тоа го имаше секогаш на стикот. не знам, Не се не знам, сеќаваш, не. да, и кога му рекле ајде сега ова направи го во нотна тетрадка. Нели, со ноти. И он рекол, абе, еве ти ја нотната тетрадка, ти тамо прошоле нешто. Да, ја појма немам, да, слух. Значи, И јас на сум го концертите напишала, каде ова и што сум го се испеа. распишуваат обично, например, на Василичарска, кој што се случува во МОП, некои такви проекти сериозни, каде што има сериозен оркестар позади тебе, 50-60 души, се распишуваат ноти и за солистите, ми даваат име на ноти, меѓутоа јас ми не ми треба само текст. Не ми треба ноти, да, све ми е послух, апсолутно. Тоа може ми е еден регрет кој што не мора да значи дека нема да се оствари, солфежат да го Да, да го совладам. совладаш. Само основно за можам за тоналитет, мада пак бендов, кој ќе слушам гитаристот или Знаеш басистот, кај си, или да. кој гитаристот да ми даде мене скала или хармонија или немам појма интонација, си знам кај починам. Бетовен, така, Бетовен беше глув, така. Полесно е фактички да се подготват ствари ако знаеш да ги читаш нотите, затоа што не можеш да имаш проби, пример за Да, специјално за можеш тој у себе да пееш. себе да ги прочиташ и да пееш. Да, у себе да пееш. Знаеш ли што? Не пипај тоа. Не. Не, Чекај, брзо чекај. песна, кој сум јас, песна, реклами, пишиваме. Толку Чекај, многу убав муабе си направивме. Ама супер Кој може. пее? Ја, тесте. Не, ке пее прво. Ајде одиме малку. Треба да станеме? Не можеш како можеш тука. Може Ама да го вклучиме. Да не дзензам. Клучи, пуштајте. Кај не знам да пуштајте
Пуштајте Архангел. Многу добра песна. Архангел. Архангел. Ето Што ти, прочита? тука стај си, тука ништо не се Бомбонче не. Не се секирај. Дали е спремно Архангел? пуштајте. Чуја се. Чекай сега да ја води фатиш, заедно. што овакво. Имам два дена свирки. Ајде. Еве, А треба да се вратим малце назад, скроз од почеток. Па браќа, тирај. Караоке ова. Не, ама треба ми ја вратат пошто почиње на втор такт. Ајде. Може ли да се врати од почеток? 3-4. од прв так да пушти. Што правиме? Излези, ке видиш повторно, се магично и направено. Гледаш ли девојка на небото, сончеви промени, повторно си сам. And high, it's so wonderful, wonderful life. Стете ни мачи студио. Излези, ке видиш повторно, се магично и неправено. Гледаш ли девојка на небото, сончеви прамени, повторно си сам. В очи сонце, пламено срцето, пред тебе живо. Чудесен, чудесен свет. Ова е чудесен, чудесен свет. Отиде времето. Добро е. Слушај се, брзо ќе ви објасниме што е следнава игра, пред да отидеме на... Да. Значи, ќе си смислите личност за другиот. Значи, ти смислуваш кој да биде пајак. Кој па? Пајак. Кој да биде Таско, извинете. Нека биде пајак? Не, Таско. Јас треба да смислам? Да, ти. Идам Ти да ги носи смислуваш за Таско да го погоди, а Таско смислува за А он Нина. треба погоди кој е он на неговото чело. Така, то Дайсон не одговараш, Ама не така му гледај. помагаш. Да, не гледам. Гаси ме превил. Тајсон, не. Ке Не ти се кажам. закирај. Ај прво смисли му име. Значи вака. Треба личност? Да. И ќе ми Да ја се ставиш ти на чело, позната. јас нема. Да, Јас на да, себе. асоциација. Ето Окей. така, не Не јас прашања. Добро, Например, кака да дали не е машко, комплицираме. дали е женско. Нека смислат личност, па после тековно ќе Ајде, ги ќе му објаснувам. објаснам. Само дали пишува ова? Иде со тоа нека напишат, ајде. Чини? Ево, пишува ја. Реклами треба да најавиме. Ајде, Ајде, уште Па напишат. најавете дека пишуваме. Не можам, имам и песна и све. Ајде брзо, некоја позната. Смисли му кој лик да биде општо познат народов. Македонски мора ли може? Не може странски, Може, балкански, што сакаш. Ама и он да Да знае, мислиш да дека го го знае. знае, треба да го погоди. Може ќе погодам, од каде? Ево, мат. Не гледам, тоест не Не гледај. видов. Не гледај. Чекај на англиски го пишав. Дај ми Чекај. жалката. Добро. Пиши го Се на... гледа? Се гледа. Ова е... Добро, се свен. Океј. Ама што направи со адреса го напиша ликов. Добро, чекај, не гледај Таско, ти наваму се прикажува. Е, сега чекај сега како да ги наместиме. Па нема да Ништо се нема да види, види. не се секирај. Добро. Да, само И сега покажи ти треба овде ние како е двојка. овие ја да ги ставам. Не, тоа тие е што кај она неа треба да отидат. Јас да момент. И треба јас. Ставе ги чекај, овие. стој. Држ да не паднат. Нема идеме во крај поштено. Кој наочари каде да ги ставиме? Овие, овде, Драганина? другите се за Добро, венче па ќе сега. гледам со 16 наочари. За венче се другите. А за венче се, тоа. Ајде, свртете се еден према друг. Почнете со Дайсон не може.
Добро. Ајде, кој ќе почне? Ајде, ти прво. Ајде, Заедно можете како сакате. Ајде Значи, побрзо. ти Дали прашуваш. сум женско или машко? Не, Извини, дали сум женско? Да. Јас дали сум женско? Да. Ајде ти, прашај. Локал, Балкан или не? Не, Извини, прашај. светско? Да. На светско ниво? Да. Јас дали сум на светско ниво? На најсветско. Добро. Што да те прашам, дали сум музичар? Не. Дали сум ја музичар? Да. Сум. Дали сум актер? Да. Ка? Актерка. Актер, добро, да, актерка. Добро. Не мораш да го погодиш правилното име, пошто поише знаат по друго име, по тоа што ја пишам на чело. Дали чекај, Чекај, не дали видите сум црна или дали сум црна? Не. Бела сум. Дали сум Дали глумам во акциони филмови? Да. Добро, дали глумам во комични филмови? Не. Не. Не знам, Анджелина Джоли? Не. Не, ле. Ајде ти прашај, ле. Значи, Пејачка си? бела, дека сум пејачка, дека сум... Дали пеам рок? Не. Дали пеам поп? Поп, да. Мадона? Дали е можно. Ми рече бела, викам, Треба да погодиш. окей. Тоа ако ни назаврши ти оди си дома. Чекај, треба да погоди човекот сега. Ајде. Сакам да дали ќе погоди, не знам дали... Не знам кој е. Ајде, глумица, не знам дали ќе која е погоди. актерка. Акција ако глумам, не знам. Прашај од каков тип на... Да, добро. Ај малку помагај му затоа што ти Од каков тип на проекти устварим? Ако Добро. кажеш ќе ти помогна многу. ако Каков го тип на проекти? Ама треба со прашаш. дајне. Со повеќе делови, серии. Аха. Добро, само тоа беше по. Не, ако помагај му затоа што ќе Не заглавиме. нормално позната е серијата и Да. ако случајно негде си начекал, јас сум мртва фан на таа серија. Не знам. Сега следно сакам да Не те знам, повидам. Одамна заврши емитувањето, ама уште се памти, така? И пошто На јас ја гледам HBO. секоја година. Ну што, Game of Thrones дали? Опа! Ајде, која ќе му тоа? Па не знам. Која е главна Иначе, героиня? Мајката на змеовите се вика. не знам. Калиси, не гледаш? Не гледаше? Не. Затоа реков, не сум сигурна дали ќе, ама као Калиси, Не. као Game of Калиси, викам, може ќе му дојде, пошто Ама ќе добро, сега доволно речема. погоди. Ја немам гледано Game of Thrones. Погоди, стигна до Game of Thrones. Чим Никогаш- нема гледано, никогаш во не мојот може да ја живот знае. немам гледано така Game е. of Ни као Мадар Родригас, ни као Калиси, ама ај, викам, таму да е прва. Добро, нема вeze. Тешко беше. Ја ти погоди. Мадона. Мадона ти ја дам. Одлични бевте, супер. Може интелект? Ајде интелект. Може. Ајде, малку од Милата, интелект да микрофонот направиме. даш. Затоа што Баш, идовме баш. со времето. Ајде. Од трет такт пуштате ме. Чекај, пушти од Ој, кој од сега трет Сергија. такт. Од 4 полу реклами има. Стен, два, Сега има време ке те чуеме. Ова има интро прво. Сега. Ево, тука сега пауза. Check it out, yo. 1, 2, Кој сум јас, Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. Викај ме Тони Монтана, како да, низ целото Скопје правам хип-хоп парада. Од еден крај на друг, исток, запад, север, југ. Помината релација за моја презентација. Доживувам нова стиховна илустрација. Организација JJOG, TONI, вистински MC. Ова е време кога доаѓа да демонстрирам. Многу луѓе мислат дека само се бланирам, игнорирам. Продолжувам понатаму да рецитирам, медитирам, така умот го инспирирам. Мудрец по потекло, уметничка душа. Удрец по повторење, секој нека слуша. Репрезент, рапер, джентлмен, сега покажи респект. Влагам во полн ефект. Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. Кој сум јас, Јас сум интелект. Покажи респект, влагам во полн ефект. 1, 2.
Еве сме. Да се проброим 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Добро е, ще игра на телевизија вака кош. Чекай, малце. Што е уште се со кошот? Назад е ајде, Ова назад ви е назад саатот, па сменете му батерија. Јас се водам по овој саат. Јас се водам исто така и го гледам исто и ке мене. Уште 3 минути на мојот саат. Ајде, видите 3 минути што ги направиме. Ајде, 5 со значи, 5. може да си кажете како сакам, мести се нешто. Значи да си ја наместиш како мислиш, со тоа што она не сме да мрда напред-назад, но можеш да ја наместиш подоле погоре, за да погодиш. Фрла еден друг, И не мрда. Нема нога, да. Може да наместиш на една нога, може и да лета, може и да игра. Ајде, плавите се твој повели, сини се извинувам. Видам, стои малце понапред со главата, уште малце, е тука стои. Одлично, се стои си така. За малце. Ајде, Нина. Ти си Жулта. отиде. А, јас сум? Да. Исто малку понапред, добро. Жултите, така, да. Не, твоите се плави. Плавите, да. Чекай. Жултите се на црвеното. За малце. Повели, Нина. Логика си да Да тука. го извамо или? Таман. Не, таман си ја. Може да одби од внатре. Не, ова беше обрач класичен, чист обрач. Ајде. Добре, глава. Допај да играва. Следниот пат ќе Се надоградиме. одлепува нешто кај мене? Не, брате, види позади. Се одлепува? Се одлепува, има право. Се одлепува, само момент. Не се одлепува од топло више. Одлепивме. Муха му е него. Супруни го назвам. 2-0, чекай, може да ја решам се. Слушай, колку имате топчиња? Опа! Па, еден, ајде. Едно фали тут. Значи така е, така, држи. Нема толку, ја имам уште едно. За малку. Ајде Повели, толку. Фер. Да го фрлам. Ама не е готово. Ама не е готова играта. А не. Не, па последното е со живо јајце. Се ваѓаме по ракавите. Фала ви, се гледаме утре. Чао. Беа тоа Таско и